Нашето размислување е во правец дека ние не сме расположени да има избори, иако состојбата на теренот е полна за ВМРО ДПМН и за коалицијата, односно ние би имале победа во случај на превремени избори. Наше размислување е дека треба да се фокусираме повеќе на реализација на програмата, која што ја правиме реализација, меѓутоа треба уште да продолжиме да ја реализираме таа програма и не посакуваме да има предвремени избори, сепак не оставаме можност тоа да се случи доколку бидеме принудени со некаков нов момент, доколку се случи кон една таква активност. На кој начин отворена врата коалициониот партнер кажа господин Стојковиќ дека бил разговарано дека за повеќе да се подотвори вратата за проблемот со Грција. Па тоа значи она што го напиша во писмото до господинот Самара за другата страна покаже добра волја во однос на оваа наша иницијатива. На тоа не сум го слушал што кажам, но веројатно мисли на тоа. Ако го исклучиме однесувањето на Грција за ова прашање, господин Груевски, дали добивате можеби сигнали од некои други релевантни меѓународни играчи, Европската унија, Вашингтон, дека можеби постои расположение или можност, под предпоставки, рекоме, хипотетички, дека може да се забрзе да се дојде до некакво заедничко прифатливо решение? Не ве разбрав какви сигнали? Па сигнали дека ќе помогнат да се забрза тој процес, ако затоа можеби во тој контекст изјавата беше на Стојковиќ да се подотвори вратата за да... Да, и ние тоа го бараме од сите да помогнат. Се надевам дека некои од нив ќе помогнат. А што се подразбира, какви се тие услови што можат да принудат за предвремени избори? Не знам, тоа се работи кои што не можеме да ги предвидиме во овој момент. Значи, не говорам за нешто конкретно, говорам дека во моментот ние не посакуваме предвремени избори, меѓутоа доколку се јави некаков нов момент кој што сега не можеме да го предвидиме во овој момент, подготвени сме и на тоа, затоа што и состојбата на теренот е таква да ние би имале една убедлива победа на такви предвремени избори. Дали сте работата со комисијата? Да. Работата со комисијата за 24 декември? Очекувам комисијата да приврши со своето работење и да го објави финалниот извештај, да биде непристрасна, да биде реална, објективна. Тоа е тоа. Дали сте задоволни и да ги ослика фактите. Од пресудата во случајот со Тето Петковски? Па можам да речам дека да, генерално во оваа фаза се уште не е завршена процедурата, нели има и второстепена инстанца, во оваа фаза сум задоволен.